Има сегмент во кој што, ако го споредиме Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата со нашиот политички противник, нема да видиме разлика која што е во наша корист, и затоа и насловот на овие трибини, како што носи резултати што прават разлика, е и најсоодветен наслов. Например, ако ги земеме платите, тогаш тука споредбата е многу едноставна да се направи. Минимална плата во времето на ВМРО ДПМН беше 8.000 денари, сега минималната плата е 20.750 денари, над 100% покачување. Потоа просечната плата беше 20.000 денари, сега е 34.000 денари, што е покачување поголемо од 50%. Пензиите, просечната пензија во тоа време беше 13.000 денари, денес просечната пензија е 19.000 денари, минималната пензија е зголемена за 47%, просечната пензија е зголемена за 60%, со нов модел за определување и на минималната плата и на пензиите како законски решенија, значи дека сите работници и пензионери годишно добиваат зголемување на својата пензија, која што и на плата, која што не зависи од политичка волја, туку напротив, од растот на трошоците за живот, од инфлацијата и од растот на продуктивноста на трудот, односно на просечната плата. Невработеноста во време на ВМРО ДПМН беше 25%, сега невработеноста е 14%. Невработеноста е намалена за 8%, во последната година вработеноста е зголемена за 9,5%, што значи дека намалувањето на невработеноста не се должи на иселувањето на луѓето од државата, туку напротив се должи на вработувањето на луѓето во државата, и тоа најдобро може да се види по сите оние инвестиции кои што ги отпочнавме и кои што се отпочнати и од државниот буџет, меѓутоа и во технолошко-индустријските развојни зони, каде што навистина сумите се дупло поголеми од она што беше во минатото направено. Во патната инфраструктура во времето на ВМРО ДПМН имаше 600 км изградени патишта, во времето на нашата влада 1300 рехабилитирани и изградени нови патишта со започната изградба конечно на коридорот 8 и на коридорот 10D. Директните странски инвестиции само минатата година беа 760 милиони евра, која што е 2 пати поголем износ на директни странски инвестиции од 2016 година, и тоа година која што е најкризна, меѓутоа година со најголем број на странски инвестиции, со оглед на тоа дека сега се гледа што значи членството во НАТО, што значи отпочнување на преговори со Европската Унија и што значи да се биде фактор на стабилност на Балканот визави држава во која што бевме заробена држава, во која што имавме како внатрешни проблеми, така и нерешени проблеми со практично сите соседи. Меѓутоа, исправајќи го сето тоа, има ефекти позитивни и врз економијата. Во енергетиката, во времето на ВМРО ДПМН беа изградени 18 мегавати обновливи извори на енергија. Тоа беше вкупно се што беше изградено, додека од преземањето на власта до денес ние имаме изградено 283 мегавати обновливи извори на енергија. И нема подобра представа за разликата, односно за она што сме направиле од таа бројка 18 мегавати во однос на 283 мегавати изградени во текот на годините, а уште подобра представа е кога ќе се погледне што е направено во изминатата година, значи од владата која што јас ја предводам, во текот на незиниот мандат од година и 3 месеци до сега 200 мегавати и вклучени на мрежа, 200 мегавати обновливи извори на енергија кои што можат да снабдат со електрична енергија 10 града со просечна потрошувачка во државата. Таа заробена и изолирана држава, заглавена 11 години во чекалната на Европската Унија, која што единствено служеше за остварување на партиски интереси на ВМРО ДПМН, денес е земја која што напредува на сите рангирања според демократијата и слободата на изразување во светот. Ние денеска сме 38 земја во светот според слободата на медиумите. Во тоа време бевме 118 земја според слободата на медиумите, и тоа не според нас, туку според Репортери без граници. Исклучително е важно што го вративме диалогот и ги вративме вистинските вредности на државата во линија со нашите стратешки партнери. Ние имаме сега 100% усогласена надворешна политика со Европската Унија и имаме прва земја сме која што има отворено стратешки диалог со Соединетите Американски држави. Јас минатата недела бев во посета на Соединетите Американски држави, каде што имав средба и со државниот секретар Блинкен и со
и со низа на сенатори и конгресмени. Исто така имав честа да видам и првиот македонски премиер кој што говорил пред Советот за безбедност, и од таму дојде недвосмислена и силна поддршка за европската интеграција на нашата држава. Или со други зборови, европската интеграција на државата не може да биде заложник на еден човек или на една политичка партија само заради нивни дневно политички поени. Евроинтеграциите на државата се нешто што е потребно за народот, за граѓаните. Нашите граѓани заслужуваат да живеат во европска држава, заслужуваат да имаат стандард како граѓаните во државите членки на Европската унија. Тоа не е процес на еден човек, тоа не е процес на една политичка партија, тоа не е процес на една влада, туку тоа е процес на цела држава. И затоа јас верувам дека пратениците во собранието ќе имаат и визија, ќе имаат и храброст, бидејќи за вакви одлуки е потребна храброст, да ја донесат одлуката со која што ќе направиме амандмани на уставот и со која што непречено ќе го продолжиме за членувањето во Европската унија по натамошниот тек на преговорите и до 2030 година, како што ја поставивме целта да станеме полноправна членка на Европската унија. Во делот на меѓународните односи кои што навистина се испреплетени со внатрешната динамика во државата, вие можете да го проследите и вчера интервјуто на специјалниот представник на Соединетите американски држави за Балканот, господинот Ескобар, на кој што тој упати јасна порака во однос на тоа дека и Соединетите американски држави не бараат поддршка за нашата влада, бидејќи треба да има опозиција во државата. Меѓутоа и тие, гледајќи го геостратешкиот момент, бараат поддршка за евроинтеграциите на државата, што значи дека сите заедно треба да ја донесеме одлуката за интегрирање на државата. Имаме навистина резултати кои што прават разлика, и тоа мерливи резултати, и доколку тоа го споредиме со нашиот политички противник, тука многу јасно се гледа разликата, и тоа на сите полиња, особено на полето на електроенергетиката. Инсталирањето и пуштањето во мрежа на обновливи извори на енергија не е процес сам за себе, туку тоа ја зголемува енергетската независност. Исто така треба да им се одаде голема почит на сите вработени во ЕСАМ, во нивните подружници во Рек Битола, во Осломе, во Неготино, во енергетика, во топлификација, кои што успеа неколкократно да го зголемат производството на електрична енергија во текот на изминатата зима, да имаме рекордно производство на електрична енергија во текот на изминатите месеци, од земја која што 33% од своите потреби ги покриваше од увоз, сега сме дојдени на 11%, успеавме да обезбедиме електрична енергија по најниски цени за нашите граѓани. Вие тука сите имате сметки, исто како и јас. Сметките не се покачија, како што некои критизери и дежурни критичари, особено од опозицијата, кажуваа дека ќе немало струја во текот на зимата, дека ќе се покачала 50-60%, се случи токму спротивното. ЕСМ обезбеди над законската одредба која што имаат 60% електрична енергија за домаќинствата и малите потрошувачи, обезбедија 100%, ги покрија загубите на електрична енергија во мрежата, ја покрија и балансната енергија која што се користи во преносната мрежа, и со тоа имаме цена на електрична енергија која што е намалена за најголем број домаќинства, цена на електрична енергија која што е 20% намалена за компаниите, за 72.000 компании на регулираниот пазар кои што вработуваат 98% од вработените. Имаме електрична енергија во најтешките месеци кога цената на берзите беше 500 евра за мегават час, за компаниите од преработувачката индустрија на основни прехранбени производи 80 евра мегават час, што е за 4 пати и повеќе, за 5 пати помалку од она што би го плаќале на слободниот пазар. Обезбедивме непречено снабдување со поевтина електрична енергија на училиштата, на здравствените установи, ги исплативме долговите, и за тоа денеска прв пат добив прашање од една респектибилна новинарка надвор во холот пред да влезам, со оглед на тоа дека успешно се справивте со енергетската криза минатата зима, дали се подготвувате за следната? Да, се подготвуваме за следната зима. Се прават ремонтите таму каде што е потребно во енергетските капацитети, се прават стратегиите во владата, и оваа трибина е дел од подготовките на она што ќе го имаме во нашата изборна, и тоа победничка изборна програма за изборите во 2024 година.
благодарам за интересната најава председателе на комисијата и благодарам за честа да бидам на овој подиум денес. И благодарам на сите вас што присуствувавте што дојдовте на оваа прва трибина, резултати кои што прават разлика. Како што имав прилика и вчера на пресод во централата на СДСМ да информирам дека имаме 18 партиски комисии кои што се зајакнати со 200 наши врвни експерти, познавачи на областа од која што доаѓаат и секако дека од нив очекуваме уште многу нови успешни резултати. Дел од нив се присутни овдека во салата, дел од нив заради одредени своји обврски не се, меѓутоа јас ќе имам честа да ги презентирам сите председатели на комисии кои што во иднина ќе треба да бидат дел, да бидат носители на оваа наша активност, на овие наши трибини низ целата држава, на сите теми со цел да ги промовираме нашите резултати, а тоа е, бидете сигурни дека навистина ги има многу. Тука денес како прв председател на комисијата би сакала да го поздравам подпредседателот на СДСМ Фатмир Битики како председател исто така на комисијата за финансии и економија. Му благодарам што го прифати овој предизвик да го води овој ресор. За домакинот веќе знаете, Комисија за енергетика, председател Митко Андреевски. Комисијата за транспорт и врски е предводена од Митко Трајчулевски. Комисијата за култура од Владимир Лазовски. Комисијата за животна средина и просторно планирање Пеце Мирчевски. Комисијата за локална самоуправа, една дама, поранешна градоначалничка на Крушево, Левкија Гажавска. Комисијата за европски и надворешни прашања, другарот Филип Тосевски. Комисијата за еднакви можности, нашиот другар Теодор Богоевски. Благодарам на предизвикот. Комисијата за одбрана и Комисијата за внатрешни работи ги водат две дами, за одбрана Весна Поповска, а за внатрешни работи Магдалена Несторовска. Комисијата за туризам и угостителство Роберт Блажевски. Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство и Трајан Димковски начело на неа. Комисијата за администрација Елена Живковска Манчева, која што е отсутна. Комисијата за образование Марина Андева. Комисијата за спорт, познатиот спортски работник со особени резултати позади себе Панче Панта Милевски. Новата комисија за дигитализација и нови технологии предводена од Благој Китев. Владимир Рендевски ја предводи комисијата за здравство. Комисијата за труд и социјална политика Елена Устамитова. И на крајот Комисијата за правда, предводена од господја Виолета Дума. Мислам дека го имаме испочитувано и родовиот пристап, но секако и капацитетот на секој од овие наши партиски другари кои што ќе дадат се од себе за да продолжат и понатаму со промоција на резултати, а секако и она што значи пишување на програмата за парламентарните избори 2024 година, со тоа што, како што каже и председателот Ковачевски, му благодарам пред се и на него за целата поддршка која што ја дава на комисиите, дека СДСМ покрај активноста рамо до рамо и преку овие граѓански трибини, секој пат е во дослуг со граѓаните, со нивните проблеми, со нивните сугестии, со нивните најдобронамерни критики.
Изминатите години во кои ја предводиме власта во државата, навистина направивме резултати во сите полиња. Тоа се резултати кои што ја покажуваат основната разлика меѓу нашиот пристап и однос на граѓаните и државата наспроти она што значи пристап на нашите политички противници. Парите во време на ВМРО ДПМН завршуваа во стиропор, жални врби и така натаму. Сега парите завршуваат кај граѓаните. Оние успешни резултати, бројки и статистики веќе ги напомена и председателот Ковачевски, затоа не би сакала да се повторувам. Но основната разлика е таа и граѓаните дека секако ја препознаваат. Вкупниот инсталиран капацитет на електроцентрали во РСМ во 22-та година изнесува 2266 мегавати, што е за 144 мегавати повеќе од 21 година. Пред се должи на изградба на нови фотонапонски електрани. Онлив најголем производител на електрична енергија во нашата држава е АД-СМ со вкупен инсталиран капацитет од 1457 мегавати. Со сите овие факти, за жал на сите промотори на шпекулации во јавноста, особено на политичките опоненти, докажавме дека АД-СМ заедно со силна подршка на владата на РСМ добро изменаџира кризата и успеавме да немаме ниту еден ден рестрикции на електрична и топлинска енергија, за разлика од регионот, и да ја држиме стабилна цената на домаќинствата. Имаме отскриен јаглен во Подинска јагленова серија во рек Битола над 1,5 милион тон. Резервоарите за мазут во рек Битола и рек Осломе се полни. ТЕЦ Неготино е во ремонтни активности. Искуство со менаџирање на енергетска криза имаме. Грејната сезона може да почне утре, ама бидејќи ќе почне наесен, летото ќе го искористиме за да ги подготвиме капацитетите на АД-СМ за уште посигурна работа на блоковите во грејната сезона. И благодарам на внимание. Благодарам, Киже. Еден проект кој што исто прави разлика е топлификацијата на градот Скопје. Како жител, роден во главниот град, корисник на топлинската енергија, јас и вие кои што сте од Скопје правите разлика. Во што е таа разлика? 1999 доаѓа до приватизација на топлификација Скопје. Дел од постројките заминуваат кај приватник, кој што потоа менува собственоста во 2012 се до минатата зима, кога приватните компании не сака да ја вршат таа дејност, бидејќи беше енергетска криза. Подметнувањето на Елем грб за да се справи со тоа вроди со плод. Цената на парното грејење во Скопје беше 18%. Денеска е 5. Денеска е 5. Д9. Да. Да, на Д9 мислев. Тоа се случи во 2018. Значи, уште една работа која што прави разлика. Грејната сезона се заврши успешно. Немаше прекини во снабдувањето со топлинска енергија. Во системот кој го оперираме, кој го работиме на подрачјето на град Скопје, има приклучени околу 66.500 домаќинства и институции со вкупна ангажирана моќ од 523 мегавати. И во текот на оваа грејна сезона што измена се испорача негде околу 470 гигават часа топлинска енергија. Дали се зголемува бројот на корисници на топлинска енергија? Затоа што во минатото од 2008 имаме перманентно исклучување. Евиденцијата која што имаме во текот на последнава грејна сезона евидентирани се околу 100 исклучувања од системот за централно грејење во градот, додека имаме околу 1200 ново приклучени корисници. Ти благодарам, Гоце. Тоа е добар параметар кој што треба да го следите и заради други ефекти кои што го има централното грејење на Скопје, тоа е намалувањето на загадувањето на воздухот. Јас навистина му се заблагодарувам на премиерот за големата поддршка во оваа насока, за континуираниот ангажман. Навистина беше многу тензичен, проблематичен, турбулентен период што заедно го изодивме и се надевам дека и во иднина ќе направиме уште поголеми добри проекти. Конкретно што направивме
Ние изградивме околу 270 километри во изминатиот период од преносниот систем во државата, а како што спомна и премиерот, многу брзо ќе биде пуштен во употреба целава делница до Битола, бидејќи градбата е завршена, сме во фаза на испитување. Многу брзо ќе заврши другиот крак до Тетова и Гостивар. Многу брзо ќе бидат пуштени во употреба околу 270 километри и многу брзо ќе биде склучен договорот за јавно-приватно партнерство за дистрибуција и многу добра вест е дека некои од операториве што се во таа фаза на евалуација веќе нудат над 800 милиони евра инвестиции во развојот на дистрибутивната мрежа во државата и тоа во наредните 4 години ќе биде огромен и многу брз, огромна изградба и брза изградба на целата дистрибутивна мрежа во 40 општини во државата одеднаш. Знаеме за тековите на енергија, како беа и како се одвиваше трговијата до тие години, за да со промената на Законот за енергетика го имплементираме третиот европски пакет и сите оние подзаконски акти со кои станавме шампиони во регионот и бевме првата земја од Западен Балкан која успеа да го прилагоди своето законодавство. Денеска можам да кажам дека четврти ден успешно тргуваме, водиме битка да донесеме големи количини на електрична енергија да се тргуваат на нашата берза. Изненадувачки има многу енергија понудена на берзата. Пред 2 дена и во еден настап во медиумите истакнав дека пред 2 дена имавме понуда од 3500 мегават часови. Значи тоа е факт дека енергија има. Дека стравот од немање енергија кој беше поставен пред половина година кога започнуваше енергетската криза е надминат. Енергија има, сега ги охрабруваме сите оние кои купуваат енергија на отворениот пазар на големо да почнат да ја купуваат енергијата. Овој процес добро се одвива, берзата функционира, она што беше најважно за мене беше целиот систем да профункционира. Системот функционира безпрекорно. Имаме пуштено во работа над 200 мегават инсталирана моќност од фотоволтаици. Овие фотоволтаици допринесуваат да добиваме и ефтина струја во одредени сати.